Влошените односи на Полска со Европската Унија се закана за безбедноста на земјата. Ова го оценуваат дел од полските аналитичари откако Брисел покрена истрага без преседан за тоа дали новата евроскептична влада ги прекршила демократските стандарди на Унијата со тоа што презеде поголема контрола врз судството и медиумите. На одлуката на Европската Унија за истрага му претходеше писмо на првиот потпредседател на Европската комисија, Франс Тимерманс, во кое бара од полската влада да ги спроведува европските правила во врска со Уставниот суд и со слободата на медиумите. Лидерот на владеачката партија на Законот и правдата, Јарослав Качински, кој инако не е премиер, се верува дека е главниот креатор на политиката на најголемата членка на Унијата од Источна Европа и ги отфрла надворешните критики. Полската влада, предводена од премиерката Беата Шидло, се конфронтира со неколкумина еврокомесари. Тука е вклучено и писмото до Гинтер Етингер во кое се поставува прашањето за оценките за слободата на германските медиуми, при што алудира на окупацијата на Полска од страна на нацистичка Германија во Втората светска војна. Некои од коментарите на политичарите од Европската Унија што ги слушна во изминативе денови се претерана реакција, вели полскиот аналитичар Лукаш Липински додавајќи. Но јас добро го сваќам фактот дека сме дел од Европската Унија и како што полските политичари може да зборуваат за она што се случува во другите земји, така треба да ги разбереме и критиките од Европската Унија. Ние сме дел од истото политичко семејство. И покрај повиците на полскиот председател Анджеј Дуда за поголема регионална соработка во рамките на НАТО, владата по се изгледа почна да ги одвојува полските политички од воени интереси. Влегувајќи во конфликт со многу наши партнери во Унијата, всушност Полска ја влошува незината безбедносна ситуација. Затоа се прашувам дали ваквите акции се во прилог на поголема национална сигурност, оценува Липински. Со зголемено страхување од Русија по анексијата на Крим, Полска и Балтичките земји постојано бараат од НАТО да распореди поголем број војници на нивната територија, односно на источното крило на алијансата. Но како што вели Липински, конфликтите се запишани во гените на партијата на Законот и правдата, мислејќи на претходниот пат, кога оваа партија беше на власт од 2005 до 2007 година. Тешко да се представи ова партија кога е на власт да не е во конфликт со некои институции и социјални групи, вели тој. Недоразбирањата со Полска доаѓаат во време кога Унијата е поделена како никогаш во досегашната нејзина 6-децениска историја, главно и поради големиот мигрантски и бегалски бран. Критичарите во Полска сметаат дека владата се угледува на унгарскиот премиер Виктор Орбан во поткопувањето на демократските стандарди во земјата.